Добар, се окей. Може да бидам задоволен од начинот на кој што функциониравме во дефанзива. Никако не можам и не сум задоволен како изгледавме во организација, али тука има и заслуга и противникот, но на крајот сум задоволен и од резултатот и од начин на кој што момците го избуткаа овој напред. Значи, добивме еден фактор X, кој до сега го немавме, да и кога сме лоши во организација, да знаеме како треба и како да одиграме во дефанзија. Тоа момците го покажа на најдобар можен начин, но ова е веќе зад нас, веќе мислите ни се за понеделник. Секако дека планот беше да функционираме многу подобро во организација, да бидеме многу да имаме повеќе топката во своите нозе, но на некој начин и противникот со својата агресивност и поставеност и сигурно и дел од тактиката да ги удвојуваат нашите креативци, допринесе да не функциониравме најдобро во напад, поготово при билдап и при организација, но пак ќе повторам дека излековме, мислам дека максимум од овој надпревар со оглед на тоа дека бевме лоши во организација. Затоа перфектни во фаза на дефанзива. Дека јас и пред надпреварот кажав дека главната цел на Македонија во овие квалификации пред почетокот на квалификациите беше да покажеме дека можеме да бидеме конкурентни во оваа група и да останеме што подолго конкурентни во овие квалификации. На 2 кола до крај покажуваме дека сме конкурентни и со начинот на кој што функциониравме денеска, мислам дека тој фактор до сега ни фалеше на некои надпревари, но денеска го добивме. Зборам за функционирањето во дефанзива. Дека по распоред на активности Зоран Мишевски. Селекторе, честитки. Благодарам на честитките, но што да кажам, овој проблем ни е актуелен, па можда сум 11-та година во Федерацијата на Македонија. 11 години се соочуваме со истите работи, со истите проблеми. Не знам дали моите колеги не сакат или не можат да видат дека имаат квалитетни играчи во своите клубови. Сега колку ќе ги користат, тука не можеме да влијаеме, но најбитно е за мене и за Македонија дека истите тие, кога ќе дојдат и играат за Македонија, дали се преобразуваат у други играчи, не знам, но тоа што го покажуваат тука е стварно за секој почит, не само од нас, што сме во фудбалот, него од цела јавност македонска, затоа што и повеќе од максимум секогаш даваат за да бидат конкурентни, поготово тие што немаат минутажа во своите клубови. Во моментов не можам да кажам ништо, значи мора да поминат минимум 24 сата за да се направат подетални испитувања, па се надевам дека нема да биде ништо сериозно.